Бугарија ќе го користи краткото име Северна Македонија, а не само Република Северна Македонија, и ќе се формираат работни групи кои ќе се среќаваат секоја недела, е резултатот од првата средба меѓу македонскиот премиер Димитар Ковачевски и неговиот бугарски колега Кирил Петков, откако и двајцата ги преземаа функциите. Но тие не одговорија на клучните прашања кои се на маса, како македонскиот идентитет, барањата бугарите да бидат внесени во македонскиот устав и улогата на Бугарија во Втората светска војна, иако порачаа дека се оптимисти и дека ќе имаат резултати многу брзо. Петков го употреби краткото име, но директно не одговори на прашањето кој јазик се зборува во земјава, туку дека дефиницијата за него е јасно прецизирана во договорот за добрососедство и пријателство. Искам да кажа много ясно, че в нашия договор за добросъседство, който сме го описали, имаме много ясна дефиниция за езикът и тезата за езикът, както и в част от другите документи, които вече сме подписали. Сега от тук въпросът е да кажем първо, че България уважава и наистина сме много горди, че бяхме първата страна, която призна независимостта на Северна Македония, и ето пак мога спокойно да го кажа, и едновременно с това ние абсолютно уважаваме самоопределянето на всички граждани в Северна Македония, както и използването на всички ваши езици, както са описани по Конституция. Имаме пълно уважение за това и ще продължим в този най-конструктивен дух да третираме всичките тези въпроси. Ковачевски порача дека Бугарија веќе нема да ја кочи употребата на краткото име и Северна Македонија испратила вербална нота до Обединетите нации, во која се потврдува дека нема било каква импликација врз територијата на источниот сосед. Отстранувањето на ова прашање од масата на разговори преку ваков усогласен и пријателски однос од двете страни, за мене представува прв голем чекор во ова наше ново поглавје. Ваквите чекори влеваат оптимизам за иднината. Ваквите чекори водат кон посилно поврзување и кон поголема соработка помеѓу двете држави и помеѓу двата народа. Работните групи, како што најави Ковачевски, ќе бидат од областа на инфраструктурата, образованието, економијата, трговијата и културата, каде ќе учествуваат и представници на секторите, а ќе предлагаат заеднички проекти. Во однос на Историската комисија, како што информира тој, таа веќе има свој план за работа и треба тие да информираат за што се договориле врз основа на методологијата и фактите на кои работат. И јас лично се надевам дека прво членовите на Историската комисија ќе информираат заеднички за тоа што е договорено и дека тоа што заеднички е договорено ќе биде мост кон иднината, а не враќање кон минатото. Петков изрази надеж дека Историската комисија заедно со другите комисии ќе бидат корисни и ќе ги разјаснат сите прашања и ќе делуваат во различна средина преку диалог и конструктивност. Тој посочи дека за разлика од досега средбите на сите комисии, вклучително и на Историската, ќе обрнат внимание на работите кои ги зближуваат двете земи. Въпросите, които има още така неизяснени въпроси, тях ще им дадеме и по-дълъг срок за това нещо да се случи, но въпросът е да се работи, да се срещаме заедно, да бъдем в непрестанна комуникация. Воедно Петков и Ковачевски најавија заедничка седница на двете влади на 25 јануари.